Каде е проблемот? Проблемот е што ние не сакаме да покажеме со прст кога некој ќе сгреши во верата. Не треба, можеме ние да бидеме трпеливи и се да не наречат нас со секакво име. И тоа не, но не смееме никогаш да не реагираме ако не наречат дека сме еретици. Светите луѓе можеле да бидат нарекувани лажови, лажговци, дека биле нечестни, дека биле вакви и такви, го понесувале, трпеле тоа, но никогаш не трпеле кога ќе им се кажува дека тие се еретици, односно погрешно учат за верата. Значи, тука е суштината на верата. Денеска дојде на времето кога црквата треба да се спасува однатре, да се провериме и препровериме дали ние во црквата живееме вистински христијански живот. И тоа треба да го покажуваме, почнувајќи секој од себе да тргне. Не е целта и приказката да бараме грешник во другиот, но ние не мора да посочуваме за поединечните и ваквите гревови лични и така натаму. Но кога станува збор за погрешно учење за верата, тука мора да се покаже со прст и да се отклони погрешното учење за верата. Овие недоследности што рековте меѓу црквите, денеска се сушност како последица на веќе некои погрешни учења кои се јавуваат и денеска како што се јавувале во минатото. И тука не смее да се преминува преку тоа.